Здраво, здраво, Атанас Кирјаковски тука и добре дојдовте во оваа епизода од подкастот Наука за сите. Денеска разговараме на теми од астрономијата заедно со Александар Шулевски, кој што е астроном, кој што професионално се занимава со ова при Универзитетот во Амстердам во Холандија, и Гоце Симоновски, наш пријател и предходен гостин во подкастот, кој што е музичар и композитор по професија, но има исто така огромен интерес во астрономијата и постави многу попаметни прашања од мене во случајов. Во епизодава разговараме на многу интересни теми, од неутронски ѕвезди до тоа зошто не е развиена астрономијата како наука во Република Македонија. Се надевам дека содржината и разговорот ќе ви се допаднат. Уживајте и слободно пишете ни доколку имате некои коментари или прашања во врска со ова. Шулевски, како си? Фала што учествуваш во денешниот подкаст за Наука за сите. Исто денеска не придружува и господин Симоновски, Гоце, кој што беше еден од првите гости всушност во, мислам дека беше втората епизода, Втора епизода, да. Да, втората епизода на Наука за сите. И причината... Значи, американциве... Кажи? Long time listener, first time caller. Кој дојде прв сервира, не? И така се случи работа. Инаку, причината зашто и Гоце денеска присутен е затоа што, иако е композитор по професија, покажува голем интерес и во астрономија, нешто што е поле на професионален интерес твој, така? Ти си? Знам. Мислам дека имам и, треба да видиме дали има конфликт на интереси, пошто мислам дека рецензирав книга. Така, да, пред 3 години, или пред не цели 2 години беше рецензијата, ми се чини, така? Тогаш и се запознавме. Да. Не, сега повеќе не она слепа рецензија која што се практикува. Да, мене ми е драго што сум тука, што астрономијата ми е она пасија, иако не професионално, и што ќе можам да слушам и да научам нешто повеќе за тоа, и баш сум среќен што сум дел од подкастов. Пошто Шулевски е главната улога денеска, ајде да те прашаме вака прво да ни се представиш и да се запознаеме и ние меѓу себе повеќе и за нашите слушатели. Да, мислам дека ќе има, кога ќе се постави ова онлайн, сигурно таму стои уште мојот профил. Се нема многу нешто сменето од профилов кој го напишав, значи за тие што го немаат отворено или не знаат. Од Битола сум завршил универзитет најпрво по електротехнички студии во Скопје, на познатиот ЕТФ, уште кога го немаше сменето името. Електроника, телекомуникации, па едно време работев во Битола како девелопер, популарно кажано, на софтвер. Па оттаму се закрена во Лајден, затоа што видов дека бубачката е активна уште, астрономска. Завршив додипломски студии во Лајден, магистерски студии по астрономија, на истражување во астрономија, затоа што има повеќе насоки на тие студии. Потоа докторат во Гронинген, што е на крајниот север на Холандија, во радиоастрономија област. Па работев едно време во Институтот национален за радиоастрономија, 3 години како, што би се рекло, оператор на телескоп или како експерт за телескопот Лофар за ниски радиофреквенции. Као Дијатлов нешто у Чернобил што беше или? Како? Како Дијатлов у Чернобил? Слично. Само што ако сгрешев нешто, немаше толку лоши последици. Да, се шегувам, да извини што те прекинавте. Да. И после тоа е некако, може ќе дојдеме и до тоа е нешто измеѓу наука и работа, во смисол дека научно имаш време да пишуваш трудови, да работиш на наука, но имаш време, твојата главна задача се состои во тоа да им помагаш на другите колеги да го користат телескопов. И потоа отидов на, значи, завршив тој ангажман, отидов пак назад во
100% наука и моментално работам на Универзитетот во Амстердам како научник на еден исто така подсистем на Лофар, кој што се вика Artfuck. Artfuck е иначе наша маскота во тимот. Тоа е едно малечко животинче кој што е некој вид на врста измеѓу мравојат и армадило. Тоа е нешто како символизира ги јадат звездиве, ги вшмукува. Па не, тоа е како мала, тоа е уствари маскота, најповеќе испадна името на инструментот е еден тежок акроним дека уствари се работи за инструмент кој што е поделен помеѓу Универзитетот во Амстердам и Институтот национален за радиоастрономија, Астрон. Испадна име во Artfuck, па малце го испрчеа за да добие смисол да може да се рече дека е ова малово животинче. Ќе го може да го линкате, ќе ви го дадам линкот на нашата официјална страна, тоа значи да разбиеме мистеријата е Amsterdam Astron Radio Transient Facility and Analysis Center. Така. Да се бие е Artfuck. Да. Ајде, ќе има доста вакви акроними, ќе ги објасниме подоцна, нели, Лофар, Лиго и така натаму. Да, тоа е веќе колку стана година и пол, каде што сум таму и можам да речам дека тоа е нешто како промена на фокусот на мојата работа. Значи, претходно кога докторирав и работев со Лофар, најчесто работевме на активни галактички јадра, во радиодоменот и нивни остатоци на зрачење. А сега фокусот е повеќе на транзиентни феномени. Тоа на македонски би дошло како експлозии. Радиоексплозии или експлозии кои што се случуваат па имаат после одредено време се појавува зрачење во радиодоменот. И Artfuck е една радиокамера, може да се рече, која што го снима целото небо 24/7, ако е возможно, со временска резолуција од 1 секунда. Значи, секоја секунда се прави слика на радионебото. И поврзани сме со сите овие големи светски обсерватории, например гравитацијските обсерватории како LIGO Virgo. Ако детектираат некој настан, пуштаат тревога, најчесто преку имејл систем. И ние со нашиот телескоп, ако се случи да изворот на гравитацијски бранови е над хоризонтот, и ако наблюдуваме во тоа време, може да провериме дали сме забележале нешто. Значи, LIGO детектираат и мерат гравитацијски бранови директно, додека вие мерите радиобранови, така? Да. И ги комбинирате тие два сета на податоци после. Има различни механизми кои што теоретичариве стално објавуваат трудови дека може да се случи ова или она, во зависност од тоа какви извори на зрачење се тоа, дали се работи за спојување на две црни јами, црна јама, неутронска звезда, неутронска звезда. Има различни модови на зрачење и тогаш во некој од тие, да ги речеме, канали, тоа е слично на елементарни частички, ако имаш судир на протон, неутрон, има различни типови на реакции, различни продукти, така и тука, ако имаш спојување на две црни дупки, две неутронски звезди, имаш шанса да се добие радиозрачење или не. И во тој случај, например, добиваме тревога и сега читам во тревогата дека LIGO Virgo кажува дека со 95% веројатност се судриле две неутронски звезди. Тогаш, веројатноста да се добие радиозрачење во време на спојувањето е голема. Тогаш ние сме возбудени како радиоастрономи. Ако сме наблюдувале во исто време, има голема веројатност да нешто видиме и тогаш стварно се тресеме над нашиве податоци. Ама ако е се две црни дупки, тогаш не сме толку возбудени. Александар, имам едно прашање. Обично на луѓе кои ќе им спомнеш телескоп, они си ствараат у свест некоја слика дека се работи за
инструмент со системот сочива и огледала. Меѓутоа, во твојот случај се работи за радиотелескоп. Што точно прави тој радиотелескоп и кои фреквенции ги прима и кои се изворите, од каде ги добива? Ова е многу добро прашање, пошто ќе ми помогне да ги спојам моите две полиња на интерес, тоа е радио инженерија и радиоастрономија. И баш ќе поможи да го отвориме патот кон коментари за најпопуларната статија на Наука за сите, кој што се занимаваше со хард. Ага, скромно кажано. Да, значи, која е разликата? Па, ако земеме најшироко концептуално, причината што секој човек кој ќе се спомни астрономија и телескопи си замислува двоглед или дурбин, или по поново време телескоп со огледало, е затоа што се тие најповеќе вкоренети во перцепцијата на јавноста поради медиуми и така натаму. И не мора да одите до радиодомен за да имате чудни направи кои што се викаат телескопи, например телескопите кои што наблюдуваат рентгенски зраци или гама зраци, зависно од тоа, например, ако се во Вселената, може да бидат тотално различни од она што ние си имаме представа за еден телескоп. Телескопите кои што одат на сателити, например за мислам дека е Ферми, телескопот личи на една голема коцка поставена на носач, кој што има единица за погон. Значи, механизмите на детекција го дефинира дизајнот на телескопот. Во случајов радиотелескопот, LOFAR, од кој што ARTFARC е еден подсистем, буквално не личи на ништо. Значи, јас обично му кажувам на луѓето кога ќе не посетат, нема да можете да направите некои романтични фотографии, затоа што друге кој ќе одиш во Америка, например, на радионизата на Карл Јански, кај што е сниман филмот Контакт, особено ако е во конфигурација на да телескопите се наоѓаат многу блиско еден до друг, кога сите пратат некој извор на зрачење на небото, тоа е толку убаво, особено ако е добро времето или навечер. Извини, значи симултано. Они симултано работаат, така? Да. Тогаш сите се тие чини кои што го следат еден извор на зрачење и синхронизирано се поместуваат. Така. И ако има добар фотограф, од тоа се прави таймлапс кој што е стварно добар. Ако дојдете во Холандија на телескопот LOFAR, не гледате буквално ништо. Ние користиме на ниски фреквенции, кога зборам за ниски фреквенции, то се негде околу од 20 мегахерци па се до 200 мегахерци. 1 херц е иначе една осцилација во секунда. Значи 20 милиони осцилации во секунда, ние ги викаме ниски фреквенции. Тие се отприлика фреквенцијата на радиото кој што сите го слушаме во фреквентна модулација, значи FM, опсегот на радио Бранови се движи од негде 86 до 108 мегахерци. Нашиот телескоп наблюдува има еден пропуснен опсег од 20 до 80 мегахерци, потоа доаѓа FM опсегот кој што сите го користат и потоа наблюдуваме од 120 до 200 прилика мегахерци. Фактички вие не ја гледате Вселената, туку ја слушате Вселената на некој начин. Па да. Што значи дека преку акустичките, ајде да речеме, особености на Вселената може да произведете погенерални заклучоци за одредени незини феномени, како што се неутронски звезди или... Значи не мора, не е тоа светлина која што се наблюдува, не е таков вид на податок, туку е радиоподаток. Да. Зависи која аналогија сакаш да правиш, пошто сите овие феномени може да се рече дека се осцилации, светлината е бран. Исто или частичка. Ако направиме аналогија во контекст на човековите сетила, нели, вид и слух, вие повеќе сте кон слухот насочени, така? Може да се рече, ама сепак можеме да, мислам, правиме ние слики на небото. И сликите се баш слики онака да исто како што
обичен оптички телескоп би направил слика Мгм. и Да, радиотелескопите го прават исто. знаеш во кој контекст мислам? Значи, например во психологија, одредена акустичка информација која што ја восприемаш може да ти даде огромен број на визуелни податоци, односно можеш да креираш слика за одреден објект. Што значи, например, доколку некој зборува со подлабок глас, со не знам, со зарипнатост и така натаму, тоа создава слика на поинаков, нели, на одреден човек, на некое тело кое што е, например, помасивно, порезонантно и така натаму, доека ако зборува некој со пискав глас, тогаш одма замислуваме некакво тело кое што е малечко и така натаму. Значи, звучната информација може да даде голема информација и за визуелните особености на објектот од кој што го произведува самиот звук, односно самиот сигнал. Во тој случај радиото би било нешто како многу подлабок глас. Во астрофизиката уште и разликуваме дека физичките процеси сами по себе, во зависност од тоа колкава енергија со колкава енергија располагаат или колкава енергија генерираат, можат да создадат зрачење во одреден дел од спектарот. Така да овие процеси кои што ние ги наблюдуваме, ако се работи за извори на зрачење кое во радиоастрономијата секогаш е, барем во мојот опсег на работа е она што го викаме нетермално зрачење. Значи, тука разликуваме зрачење кое што е термално или топлинско, ако гледате звезда како Сонцето, и ако гледате во оптички домен, тука владеат познатите закони на Болцман или на познатата крива на распределба на зрачење, ако се сеќавате од физика, кај што едно тело, кога сте го загреале на одредена температура, зрачи во определен дел на спектарот со некоја боја на светлината, и таа боја е зависна од температурата. Значи, ако е телото многу жешко, максимумот на зрачење е во синиот дел на спектарот, ако е многу ладно е црвено, така да имаме звезди со различна боја. И целото тоа зрачење е топлинско зрачење, ако е звездата екстремно жешка, максимумот на зрачење ќе оди во рентгенски бранови или гама. Тоа е екстремно ретко, практично невозможно, затоа што тогаш температурата треба да е многу висока. Но сите тие се термални феномени. Во радио имаме и нетермални феномени, значи кога електрони се движат во магнетно поле, израчат радиобранови, тие радиобранови се нетоплински. Односно не се израчени од процес кој што е поврзан со законот на Кирхов, да речеме, или со тие топлински феномени. И во нашиот случај, на ниски радиофреквенции, најчесто добиваме зрачење од такви региони на галаксиите каде што регистрираме честички кои што зрачат поради тоа што се движат во некое магнетно поле. Од тој смисол, тие процеси се толку ниско енергетски што ние сме во состојба преку овие радиотелескопи да проникнеме во тајните на региони на Вселената кои што инаку не би ни знаеле дека постојат. Како уопште ти се, нели рече дека си завршил на електротехнички факултет, како ти се роди желба уопште да, нели, се развиваш у насока на астрономија? Имаше од претходно како дете или подоцна ти стана интересно? Да, тоа беше стори обратно. Не ми се роди желба од кога завршив, туку јас отидов на електрофакултет затоа што не можев да отидам на астрономија. Кај нас, нели, нема специфично факултет за астрономија, мислам да, така? Тоа е посебна болка на Македонија. Значи, да имаше астрономија, сигурно би завршил таму. Под времето кога тргнав на факултет, тоа беше негде 97 година. Значи, тоа беше време кога регионот се стабилизираше од сите овие војни, војната во Босна заврши негде 95-та, колку што се сеќавам. И беше едно време кога се мислев дали да одам Београд или Софија. Остана во Македонија и некако најприродно ми беше да отидам на електротехнички факултет.
затоа што може да мине природно-математички на област на физика, но таму веќе бев свесен дека не постои таква насока. Имаше само неколку предмети, јас веќе учествував во средно училиште на надпревари по астрономија, имав земено неколку награди и бев веќе во контакт со професори во природно-математичкиот факултет, ама електро некако беше по развие. Што мислиш, зошто е таква лоша ситуацијата во Македонија? Што е проблемот? Треба многу средства за таков вид на факултет за астрономија или пак немање желба, немање интерес? Тоа е одлично прашање, не само низ годиниве, значи сум се обидувал да ја се уште контактирам со бројни луѓе во Македонија, од професионална страна, аматерска страна, се обидувам да поставам некои врски, да нешто се развие. Зошто е тоа така? Повеќе димензионален мислам проблемот, затоа што може да гледаме зошто не се развила класична астрономија, зошто нема студии, зошто нема истражувања, зошто нема институции, телескопи. Значи проблемот е повеќе димензионален. Како прво Македонија никогаш немало основа за да се развие такво нешто. Имало луѓе кои што чат-пат пробувале нешто да направат, ама секогаш останувало на нивна лична иницијатива. Можам и примери да наведам, пошто ги знам луѓето како секогаш испаѓало дека нивниот личен ангажман можел или не можел да преовладее во даден момент, зависело колку тие луѓе имаат конекции со политиката или со некои моќници кои што нешто можат да променат. И болката е, мислам, што не е тоа системски сфатено, како многу нешта во Македонија, нема континуитет. Значи, не е само Македонија таа која што нема развиена астрономија, тука се и соседните држави, но колку да е работата тешка во соседните држави, постоел каков таков континуитет. Сум правил муавет со астрономија од Бугарија, од Србија, од Грција, и секогаш истакнувале, немаме пари, имаме проблеми, вакви или онакви, но кога тога се воспоставило некое јадро, се воспоставиле институции и тие институции, колку и да биле сиромашни или колку и да биле корумпирани, секогаш го држеле пламенот. Да, од секогаш сум бил малку скептичен за тој вечен изговор, нели, немање пари, као нели, ако инјектираш огромни фондови, веднаш се ќе порасне. Значи, мора да има прво, мислам дека процесот е обратен. Прво мора да има силен интерес, мора да има силна мотивација да се прави нешто, па подоцна се најдат и обезбедат пари за нешто. Значи, окей, ќе има пари, ама ако нема интерес, џабе ти е. Јас би рекол дека е двострано, можеби. Затоа што јас сум имал интерес како дете, пошто мене ми е астрономијата и географијата е еден од првите интереси. Значи, на почеток на основна школа се заинтересирав за тоа, меѓутоа единствен извор за информации поврзани со астрономија можев да добивам само од весници и ништо поиќе. Ги сечав весниците, кај што беа статиите поврзани со астрономија и ги лепев во тетрадка. Тоа беше хранењето мое со информации. Значи, мислам дека е обострано. И интерес фали, меѓутоа и фали да се отворат фондови, да се финансира и... Но во последно време овие астрономското друштво, мислам дека се прилично активни. Астрономско друштво е доста активно и секоја почетка од нив постојат друштва и во други градови. Јас повеќе контактирам со Битолското астрономско друштво. Тие се со текот на годините беа поактивни, па помалку активни, па активноста се зголемува. Лани летото добивме или добија телескоп кој што го предадов на една мала церемонија таму, кој што беше символички значаен затоа што потекнува од Белгија. Има една програма која што се вика Звездите сјаат за секого и се сретнав со тие луѓе тука. Беа многу задоволни што можат тие даваат телескопи, мали телескопи за едукација низ целиот свет и веќе донесовме еден таков обител. Идејата беше да се поттикнат луѓето нешто да работат. Јас постојано
испраќам наоколу низ групите по Facebook некои конкурси за проекти или за нешта кои што ги финансира Меѓународната астрономска унија. Понекогаш сум насекиран што гледам низ картите на нивни активности како сите околни земји имаат некои назначени координатори за астрономија или координатори за некој програм на Меѓународната астрономска унија за таа земја, за нешто да се случува, а Македонија секогаш нема ништо. Например, скоро видов дека во Приштина на Косово ја реновираат нивната обсерваторија, која што е од пред сигурно 30 на години. Имаат купола, но немаат телескоп. И сигурно ќе го добијат наскоро. Македонија, не знам, аматерите се активни, луѓето кои што треба во институциите тоа да го преземат. Да, не си го преземаат како врска. Доволно, ама да. И тие знам дека имаат своји причини, значи не постои она критична маса, се некако препуштено само на себе. Си сум зборувал тука и за радиоастрономијата која што може да се развие релативно ефтино во Македонија, за која што би можел повеќе да помогнам, но тука се јавува и она, ако инвестираш, ако најдеш пари и инвестираш, тогаш потребен е континуитет. А во нашето општество работите се менуваат многу драстично. Ако немаш некој да те заштити, кој да дојде во позиција на моќ, може да ти ја сечи гранката на која што сечи. Так. И кажи ми, тука треба да се бара. Колку е Македонија, мислам, колку ова тло, ова земја, погодна за астрономска работа? Односно, дали има добри точки во држава кои што би биле добри обсерватории? Мислам дека е погодна затоа што ако земиме од гледна точка на оптичка астрономија, работите се далеку се сменети од пред 20 години. Значи превладуваат други текови во астрономијата, се менуваат интересите, например пред неколку години во Србија, во Јужна Србија беше пуштен телескоп со диаметар од 1 метар на огледалото, кој што е роботски телескоп, изграден со средства на Европска унија. Македонија би можела да направи нешто слично и тој телескоп се користи, например, за пратење на звезди кои што со методот на транзит се утврдило дека има планети кои што орбитираат околу нив. И ваквите роботски телескопи се поставени на, речиси, секој степен на географска должина. Зошто е тоа битно? Затоа што како што земјата ротира, некои предели се во сенка, ноќ, некој се има ден, каде што е ноќ и каде што времето дозволува, овие телескопи само мерат колку си е сјајни тие звезди, конструираат светлосна крива и според неа се гледа кога овие планети транзитираат и се уточнуваат орбиталните параметри. И може да има листа со илјадници такви звезди кои што секој од овие телескопи може да ги наблюдува. Така имате релативно ниска инвестиција, можност за студенти да напредуваат и да учат. Зошто тоа Македонија не го прави, не знам. Може да се прави со мали телескопи. Анекдотално знам дека од времето на бивша Југославија, што се вели, кога се правело истражување за вакви поголеми обсерватории, кои што би можеле да се изградат, тоа било во 70-тите години. Мислам дека од 3 локации во Југославија, како посебно добри се издвоиле 2, кои што биле во Македонија, и тоа во југо-источниот дел. Точни локации не знам, може да се праша. За колку е тоа точно, од секогаш ми било кажувано, сум го слушал. Значи, за оптичка астрономија Македонија е погодна затоа што нема се уште големо светлосно загадување. Имаме многу врвови над 2000 метри висина, со голема пристапност. Бројот на сончеви денови во годината е релативно голем. За радиоастрономија сепак сме добри затоа што изобилуваме со географија која што има котлини, во кои што нема некои силни предаватели на радио. И таквата положба е добра. Има можност и постојат и средства дури да се постават радиостаници кои што би учествувале во мрежата на
европската мрежа на радио обсерватории кои што се занимаваат со радио наблюдување на така наречени големи базни растојанија. Значи, земате 10 телескопи низ Европа, ги умрежувате, се добива еден голем интерферометар со растојание помеѓу базните станици од 1000 километри и проучувате извори на зрачење со екстремно висока резолуција. Тоа е нешто слично како што пред некој месец беше објавен резултатот за директно снимање на црната дупка во една не толку далечна галаксија. Така. Сигурно сте го слушнали. Да. Значи, има средства таму каде што работев и се уште сум во контакт да се помогни да се трансформираат поранешни станици за прием на сателитска телевизија во станици за радиоастрономија. Значи, тоа е супер повик за тие што го слушаат подкастов и за тие што се во позиција тоа да го остварат, е одлична идеја и одличен повик. Сум стабил во контакт пред неколку години, се работеше за станицата која што е прима вакви сигнали блиску до Скопје, мислам местото се викаше Нова Брезница, ако не се лажам. Од таму ми река од Телеком дека таква погодна антена нема, јас мислев дека има. Во меѓувреме, ако се сменило нешто, не сум запознаен, но многу беше тешко да се дојде до таква информација, требаше да прашувам преку колеги во факултетот, кои што во меѓувреме работат низ Телеком, значи и таму се соочив со тој проблем да немаш едноставно, не можеш да кренеш телефони да прашаш. Тоа е многу тешко. Во последно време дознав дека во Грција, во Пелопонез, има една таква антена која што грците ја преправаат во радиотелескоп. И тоа е многу добро. Македонија би можела да учествува затоа што ако земиме од Грција, па се до некаде Швајцарија, не постои погодна радиоантена. Значи, тој диапазон на географска широчина и должина е исклучен од овие мрежи. И многу пати сум зборувал со тукашни колеги дека многу интересно, дури и геополитички интересно, зошто на Балканот во југоисточна Европа не постои ваква станица. И никој не знаел да ми даде добар одговор. Куриозитет е што и Африка во последно време повеќе е развиена во поглед на радиоастрономија и астрономија, отколку југоисточна Европа. Прекрасно. Тоа е сега кога ќе се изгради овој големиот радиотелескоп SKA, the Square Kilometer Array, Африка ќе биде далеку пред југоисточна Европа, а сите сметаат, например, имам моментално работам со студенти од Африка и им викам, дали знаете дека ствари не треба да се грижите да учејувате, Африка не е најзаостанатата, најзаостанатиот регион. Чека, ние прво железница да направиме после. После ќе биде радиотелескопи. Тоа е те предизби. Јас би сакал да се навратиме назад на радиоастрономијата, значи за слушателите како што знаете дека значи радиотелескоп изгледа повеќе како нели Александар како сателитска антена, нели? Со колектор метално огледало кој ги собира да речеме зрачењата во електромагнетниот спектар. Предпоставам дека различни фреквенции значат различен извор. Ме интересира што точно истражуваш, на која фреквенција, од каде доаѓа изворот, што значи тоа? Какви чудовишта откриле вселенски? Да. Тоа е интересно прашање затоа што стварно радиотелескопот може да личи на чинија, на класична, но не мора да биде со многу мазна површина. Има радиотелескопи кои што се во форма на чинија, на кој што чинијата им е како сито. Значи со дупки. Само дупките треба да бидат помали од четвртина на брановата должина. Ако тоа е исполнето, од прилика, радиобранот мисли дека чинијава е совршено непропусна. А инаку тие чинии се системи кои што се веќе застарени, се користат најповеќе за високи фреквенции. Ако сакаш да изработиш ефтин телескоп, тогаш ќе го направиш како лофар.
Лофар е буквално, како што почнав да раскажувам, многу неромантичен телескоп. Ако одиш во центарот на Лофар, гледаш само едно поле од кое што штрчат шипки. Перет се колци, така да кажеме, на правилни растојанија и не постои ништо друго. Тоа се уствари држачи на радиодиполите, Интересно. кои се обични жици. Многу такви жици формираат антени и целиот трик е во позадината на телескопот, каде што ти треба стварно многу силен компјутер и многу луѓе со големи мозоци, кои што можат сите тие сигнали да ги искомбинираат правилно. Значи, телескопот се составува во бекенд. На полето има само многу ефтини жици. Така, значи има многу сензори кои што на крај кога ќе се соберат сите заедно, всушност го прават радиотелескопот. Да, магијата се случува буквално на местото каде што тие сигнали се собираат и се работи во основа, се е процесирање на сигнали. Так. И тука радиоастрономијата се спојува со науката на процесирање на сигнали и инженеријата. Радиоинженерство, електронско инженерство. А што се проучува со тоа, списокот е долг. Неутронски звезди на ниски фреквенции. Што се тоа неутронски звезди за слушателите? Ако може да објасниш накратко. Тоа се буквално изгорени звезди. Тие се остатоци на супернови. Кога многу масивни звезди ќе експлодираат, оставаат позади себе едни многу убави маглини на небото, кои што се карактеристични, се како може да бидат како светлечки, сферични лушпи, кои што тука кажуваат дека нешто енергично се случило, а во нивниот центар или малку понастрана, во зависност од условите на експлозијата, остатокот од звездата може да биде дури исфрлен од местото каде што била, останува еден јадрото на таа звезда кој што се смалило до многу мали димензии и е многу густо. Едно кафено лажиче од таа материја, ако може да ја задржите во тој мал простор, затоа што ако извадите од таму, она би експлодирала веднаш, едно кафено лажиче може да тежи илјадници тони. Таа топка од материја е практично дегенерирана материја, таа е во посебна квантна состојба се наоѓа и обично се состои само од неутрони, се врти многу силно, затоа што целиот момент на ротација на таа звезда, што преостанала кога ќе се смали до тие големини, се е зачуван. Значи, ако звездата пред да колапсира се вртела, не знам, еднаш во месецот околу својата оска, кога ќе колапсира, тоа е исто како познатиот трик на балерината, кога ќе ги испружи рацете и собере, брзината на вртење се зголемува. Кога таа звезда ќе се намали, а овие димензии се обично од редна големина на еден град, значи 10 километри диаметар, брзината на ротација се зголемува енормно и може да биде еднаш во секунда или помалку. А тие звезди поседуваат и многу јако магнетно поле, забрзуваат частички како акселератор и зрачат радиобранови. Мислам дека се зрачат. Да, мислам дека се познати како пулсари, така? Да. Неутронските звезди се буквално настануваат речиси после секоја експлозија на супернова, но пулсарите се посебна класа која што е детектирана во радиобранови, затоа што кога овие звезди зрачат во еден тенок агол во просторот, значи зрачењето не излегува равномерно на сите страни, туку овај млас на забржани частички генерира радио зрачење во еден посебен агол, кој што најчесто е под одреден агол во однос на оската на ротација на звездата. И сега, ако може да ја замислите таа геометрија, тој сноп на зрачење опишува конус во просторот и ако се случи да нашата планета се најде во тој конус, при секоја ротација тој конус на зрачење ќе
ќе погоди земјата и ние примаме еден импулс на радиобранови. И од тој импулс може да се заклучи колку брзо се врти звездата. Но не секоја неутронска звезда би била така насочена да ние може да ја примиме. Да. Кажи ми, неутронска звезда е последна фаза од животот на една звезда? У суштина која што колапсирала и самата врз себе. И дали неутронските звезди се претворуваат во црни дупки? Ако да, зошто? Ако не, што е разликата помеѓу црните дупки и неутронските звезди? Нели двата феномени се со огромна густина, односно со... Да, црната дупка е со бесконечна густина теориски земја. Настанува од неутронски звезди? Тоа е поврзано со претходната фаза на животот на звездите. Значи, ако имате многу масивни звезди, постои теоретска граница која што може да се пресмета. Масивна звезда е нешто као, не знам, 10 сонца, 20, 50, 100 сонца. Да. Значи, масата на 100 сонца во принцип се дефинира како некоја масивна звезда. И во правило, колку помасивна е звездата, толку пократко живее, затоа што троши енергија многу брзо, сјае, значи многу е жешка. Она што го кажав порано за спектарот, топлинскиот спектар има максимум секогаш во сини бранови должини или ултравиолетови, дури зраци. Може да живее околу 100 милиони години и потоа влегува во еден сложен период на еволуција каде што се зголемува до црвен джин, може да премине во пулсирање, како цефеида, исфрла материја, но сето тоа е помалце битно за приказнава. Битното е што се случува во крајните фази, кога веќе нема да може да го издржи притисокот на гравитацијата, кој што е силен во нејзиното јадро. Значи, колку и маса да исфрли, она што ќе остане, ако е потешко од отприлика 3 пати, значи, ако е потешко од 3 сонца, ќе колабира и ќе стане црна дупка. И колапсот не е нешто мистично, туку сите звезди се фузиони реактори кои што цело време држат равнотежа помеѓу силната на гравитација и помеѓу притисокот од зрачењето кое што го произведува. Штом ќе им снема гориво за да зрачат, гравитацијата секош ќе победи. И сега, кога ќе почне тој колапс, материјата поминува брзо низ фази на дегенерација, значи притисокот притиска, елементарните частички и атомите најпрво се приближуваат еден до друг и квантната механика почнува да игра својата улога. Многу частички не може секогаш да застанат во еден ист простор, нешто мора да се случи, атомите се распаѓаат, почнуваат низа на хемиски реакции, кога ќе се стигне до отприлика железо, не можат веќе да му се спротивстават на гравитацијата, колапсот продолжува. Ако не се случи некоја експлозија, која што ќе исфрли материја, ќе настане црна дупка. Ако се исфрли доволно материја, настанува неутронска звезда и најчесто неутронските звезди се активни во радио доменот, тие се така наречените пулсари. Ако се исфрли доволно материја или звездата не е масивна, колапсот ќе се стопира пред да настане неутронска звезда, тогаш имаме бело џуџе. И во радио покрај овие пулсари може да се проучуваат и активни галактички јадра, значи галаксиите сами можат да зрачат во радио, некои повеќе, некои помалку. Супермасивните црни дупки во нивните јадра исто забрзуваат частички, кои што сте ги виделе сигурно, може да создадат млазеви од радиозрачење кои што ги наблюдуваме со нашите радиотелескопи и личат понекогаш на фонтани кои што излегуваат од малте ненормални галаксии. И како што реков порано, кога докторирав, ги проучував тие остатоци, пошто супермасивните црни дупки, ако во тие галаксии постојат секогаш облаци од газ, например најчесто водород, ако тој газ падне во нив, ќе го забрзаат и исфрлат, тој ќе зрачи во радио, кога снабдувањето со газ ќе се прекини поради некои процеси, црната дупка се исклучува, не произведува такви млазеви. Она што го произвела веќе
тие частички ја губат енергијата и со тек на милиони години зрачат се помалку и помалку, тоест нивното зрачење во радио зрачието се префрла на ниски фреквенции. И јас ги проучував тие процеси на зрачење, како може да се вратиме назад во времето, како може да видиме пред колку време таа црна дупка била активна врз основа на радиозрачењето. И телескопот Лофаре беше доста добар, најдобар во таква светот намера. да тие проучува. Така, мене ме интересира, предходно спомна млазеви на енергија што надоаѓаат од галактичкото јадро. Дали ова аналогно со така наречените квазистеларни објекти, така наречени квазари? Да. Значи, тука веќе владе избркало номенклатурата понекогаш. Се трудев, кога ја објавив тезата, да го расчистам тоа. А посебно беше интересно кога требаше да преведам резиме на мојата теза на македонски. Тогаш веќе не постојани зборови кои што можат да ги опфатат сите термини. Значи, квазистеларните објекти, квазарите, се посебна класа на објекти. Тие се супермасивни црни дупки кои што активно шмукаат гас од нивната околина. Покрај тоа што произведуваат радио млазеви, можат и многу се силни во оптичкиот домен на спектар. Јас имам читано дека ова е карактеристично за млади галаксии кои што туку се формираат. Дали е тоа или може да се најде и во постари галаксии? Може да се најде и во постари. Најчесто квазарите се наоѓаат, порано се велеше дека се наоѓаат така речено на работ на Вселената, тоест на големи растојанија кои што се карактеризираат со големо црвено поместување. Да, практично далеко, но истовремено е тоа подразбира и далеко и во минато, така? Да. Но работите, како што реков, еволуираат. Сега се знае дека универзумот како таков, односно галаксиите во него, проминуваат низ различни епохи на еволуција и квазарите се најповеќе застапени околу фактор на црвеното поместување кој ќе дојде до фактор 2. Обично тука се гледа дека галаксиите најповеќе формираат звезди, има најповеќе квазари. Потоа, поблиску до нас, таа активност опаѓа, а во почетните милиони години на универзумот исто се појавуваат доста јаки квазари, но нивниот број не бил толку голем. И баш со телескопот Лофар една од целите на истражувањата кои што се водат е да се откријат најдалечните квазари или најдалечните галаксии кои што емитуваат радио при нивното формирање, токму за да се искористат како мерачи на условите кои што владеат во тие рани епохи. Александар, мене ме интересира кои се најбизарните вселенски тела кои што ги имате сретнато во вашите истражувања, тоа е едно прашање, и друго прашање е дали има вонземјани? Супер. Најбизарните тела, тоа е тешко да се погоди, пошто секој човек би имал свој фаворит. Моментално доста прашања се крева околу така наречените како да се преведе ова на македонски, брзи радиоблесоци. Fast radio bursts. Како е на англиски? Fast radio bursts. Океј. Значи, зашто сметаш дека се бизарни, кои се нивните особености? Кога ќе дојдам до тоа, значи пред да сега баш се сетив на она што го викаше професорот мој кој што ми беше ментор во Скопје на дипломската теза на електро, кој што имаше проект, мислам дека и се заврши, заедно работеше со факултетот за филологија, на Институтот за македонски јазик, на филолошкиот факултет, сакаа да издадат речник на македонски технички зборови. Значи, мислам дека нешто се стори, а не би било лошо и ако е веќе објавено тоа да се обнови таквото издание, затоа што имаме начин да ги преведеме мнозинство зборовите кои што се користат, само што не се трудиме и секогаш. Да.
Таква потреба постои за сите области практично на Да. науката во Македонија. Значи, на пример, го памтам се уште примерот кој што тој го даде, во компјутерска наука постои структура која се вика стек. Стекот може да биде LIFO, FIFO и така натаму, тоа е само регистер во кој што ставаш податоци и можеш да ги вадиш. И споминавме сати расправајќи се кој македонски збор би бил најсоодветен за да се опише зборот стек. И постоеше таков збор, само што сега го имам заборавен. Значи, зошто се овие брзи радиоблесоци толку битни, зошто јас ги сметам дека се толку мистериозни, затоа што науката, радиоастрономијата моментално се наоѓа во однос на нив, на истиот степен како што се наоѓаше радиоастрономијата во 60-тите кога се открија пулсарите. Кога тогаш ги открија пулсарите, беа толку прецизни и се уште се користат како часовници во астрономијата, што луѓето мислеа дека се вонземјани, дека каков е тој објект, беа многу чудни. А брзите радиоблесоци се чудни затоа што се појавуваат еднаш, траат многу кратко, од типот на микросекунди, доаѓаат од сите страни. Во почеток се мислеше дека се галактички извори на зрачење, но чим нешто доаѓа рамномерно од сите страни, знаеме дека галаксијата е во форма на палачинка, многу е неверојатно дека би било поврзано со галаксијата, се откри дека се навистина космолошки објекти, значи на космолошки растојанија, и во последно време се утврди дека има и такви извори на тоа зрачење кои што се повторуваат, и еден од нив пред година дена беше локализиран во една многу мала беззначајна галаксија на отприлика 3 милиарди светлосни години од кај нас, далеку. Најверојатно се работи за многу млада неутронска ѕвезда, но не е сигурно. Пред некое време телескопот ASCAP во Австралија локализираше еден од овие блесоци кој што не се повторува. Значи успеа да локализираат нешто што се појави еднаш само во траеше микросекунда, го локализира од каде доаѓа. Овај пат се работеше за една масивна елиптична галаксија. И тука е проблемот што сега се чини дека постојат две класи на галаксии кои што се домакини на овој феномен. Се уште собираме податоци, например, куриозитет е што на ниски фреквенции овие работи скоро и да ги нема. И посебно за телескопи како LOFAR, тоест ARTFARC, е битно што ние го гледаме целото небо и можеме да собериме, пошто овие работи се случуваат отприлика по неколку секој ден, кога имаш видно поле колку целото небо, можеш да се осветлив на многу од овие феномени, но нашиот телескоп е толку има ниска радиоосетливост и не можеме да ги видиме сите. И сега тука треба да сме многу, како да кажам, иновативни, за да можеме да ги надополниме нашите недостатоци. Верувам дека во Вселената има многу објекти, многу тела, многу работи кои што се уште не сме ни стигнали ни да ги замислиме дека може да постојат воопшто. Веројатно во иднина ќе откриваме се повеќе и повеќе. Во однос на вонземјаните? Во однос на вонземјаните, јас лично верувам дека нешто мора да има, затоа што инаку, како што кажа некој, би било само губење на простор. Ако нема вонземјани да има толку многу голем простор, како универзумот, тогаш е стварно чудно ако нема, ако сме само ние. Проблемот е што вонземјани е многу широк поим. Вонземјани како едноклеточен живот Да, мислам на постојат. било каков биолошки живот вон земјата. Ако зборуваме за технолошки вонземјани, тоа веќе ги комплицира работите. Да, точно, да. И постојат тука многу шпекулации кои што научно кажано веќе ако навлеземе во тој домен се е дозволено. Значи немаме доволно податоци, пошто имаме статистика од само еден феномен, тоа сме ние. Немаме доволно информации за да ги
да потврдиме Да или отфрлиме. Но да најдобар поставиме кандидат хипотеза да ја тестираме и така. за вонземски живот, колку што слушнав, е всушност месечината на Јупитер, Европа, така? Каде што некои луѓе предпоставуваат дека Па под е еден незините... кандидат, меѓутоа посилен кандидат е Енцеладус, Мгм. месечината на Сатурн, а може би Титан. Мгм. Мислам дека имаше една статија сега брзо за македонец по потекло кој што ќе истражува живот во лабораторија, дали може да има услови на живот на Титан, Да, ќе го пошто побркаме тие во еден од услови наредните може да подкасти се да ни објасни. симулира. Да, да, да. Да, Гоце? Пред година-две во еден астробиолошки журнал читав за интересна теза идеја дека процесот на еволуција би требало да е универзален во космосот, кој станува збор за животот, за развој на живот. Дека живите организми, тоест за да се дојде до една интелигентна цивилизација, до развој на интелигентна цивилизација, потребно е не идентични, но барем слични процеси да се одвиваат на друго место на космосот, да се развие живот. Така да, кој правиме муабет за што представува животот, нели тоа е еден широк спектар на особини, почнувајќи од микро организми, едноклеточни организми и многоклеточни организми, свесни технолошки, artificial intelligence, или концепти кои за нас не се замисливи. Например, ние моментално... Тука има и многу големо влијание и дури и фактори на случајност. Например, какво е влијанието на планета како Јупитер во нашиот систем, затоа што според некои теории тој ги штител доволно долго внатрешните планети од катаклизмични удари за да се развие тој живот. Потоа, ако планетава немала месечина, како нашава, која што е малце помасивна, скоро системот Земја месечина е скоро двојна планета, тогаш не би била оската на ротација на Земјата толку стабилна за да има стабилни годишни времиња, па тоа може делува на еволуцијата на нашата планета. Подоцна, што ако онај астероид не ги уништил диносаурусите? Така, значи, јас правив, сакав да кажам во контекст на значи, во контекст на вонземскиот живот, може во контекст на така наречениот Ферми парадокс, неможноста да се контактира со други вонземни битија. Зошто е тоа така? Можеби затоа во наша, да речем, близина има можеби развиено живот, но треба да видиме каков, дали е тој микробиолошки, да речеме, некој живот или се работа за некоја напредна цивилизација кој не ги користи истите методи како ние што ги користиме тука, например, емитираме радиобранови надвор кон Вселената, така? Да, тоа е познатиот проблем на временски прозорец на комуникација. Значи, што ако некоја цивилизација се развила 200 години пред ние да го откриеме радиото, и го користела радиото до тогаш, а потоа преминала на некој понапреден метод. Тоа е сосем возможно, но проблемот со цело ова е што не можеме да конвергираме кон еднозначна дефиниција на животот. Наеднозначно би било дека животот е процес кој што буквално има спротивна смислена ентропија од универзум кој што користи енергија за да ја инвертира ентропијата, но за да најдеме живот според таквата дефиниција треба да испратиме сонди на други светови. Што за жал станува се потешко и потешко поради фактот дека нели Вселената се шири и галаксиите се оддалечуваат една од друга и можеби никогаш и нема да дознаеме. Да, но може да дознаеме имајќи на ум дека и нашата галаксија има доста звезди, околу 100 до 400 милиарди, мислам дека имаме други проблеми. Во последно време луѓето, јас и бев дури критикував што луѓето порано мислеа за проблемот на сети и на вонземни цивилизации на многу, како да речем, пежоративен или неубав начин, но сега посакувам да се врати тоа време, затоа што во последно време сме изложени на наплив
не на луѓе кои што мислат за овие проблеми, туку на луѓе кои што мислат сериозно за псевдонаучни проблеми. Сме изложени дека луѓето не веруваат дека земјата е сфера, туку мислат дека е рамна плоча, не веруваат во основни поставки на науката, и доживуваме некоја како дееволуција во научна смисла. Не, тоа се века демократија, брат. Да, во смисла на она дури се чудев што ако, например, убедам некој да поставиме станица на Лофар во Македонија, која што би била поставена негде најверојатно во далечно селско подречје, како да ги спречиш луѓето да не ја уништат целосно, затоа што нив ќе мисла влечи дека ги преку израчи, неа дека се ги контролираат нивните мисли. Така, тука беше таа конекција со нашиот, со статијата за Харп и за модификација на време и за такви работи. Кажи ми како си со време. Веќе направивме едно час и 15 минути разговор. Стварно беше... Па може и да не одиме премногу. Ајде вака се договориме. Другите подкасти. Така, да се договориме да направиме повторно муабет на некоја интересна тема, поспецифична тема. Овој пат беше замислата повеќе да се запознаеме со тебе, да ни кажеш што работиш, кој си, што си. И еве останува да направиме уште една епизода следниот или повеќе епизоди на одредени специфични теми за кои што еве ќе заедно ќе одлучиме. Може и да има некоја листа на прашања кои што пак сите ние кои што сме учествувале во подкасти веќе ги одговорим. Да, секако. Да, може, тоа ти е добра идеја. Јас сум за тоа отворен затоа што Македонија навистина има недостаток, сега помалку, но сепак има недостаток од содржини на македонски јазик, значи и уште повеќе презентирани од луѓе кои што влечат потекло од Македонија. Ако направите споредба само во Србија што се случува на ова поле, резултатите, мислам, разликата е огромна. За жал, наука за сите е најверојатно единствен проект од таков тип, кој што и нели има и цел да ја популаризира науката на македонски јазик. Би требало се служува апсолутно. Што се случува со ТВ емисии на оваа тема, како тоа да нема радио емисија на оваа тема. Во Србија има Радио Галаксија, се вика радио емисијата. Во Хрватска на ХТВ одеше една емисија која што иако заплива во водите на, да речеме, псевдонауката, сепак имаше некакво присуство на рубу знаности. Значи, Македонија е пак феномен не само во непостојање на телескопи, туку и во непостојање на овие. Јас не можам да се начудам како на ниту еден уредник или на ниту една телевизија не им текнало дека тоа може да се направи. Имаше само на времето една емисија водена од Институтот по физика на ПМФ, која што одеше на македонската телевизија за експерименти, некои по физика, така нешто беше, ама траеше многу кратко. Значи, сега можностите на интернетов, на сите овие продукцијски можности се толку развиени, се уште не ми текнува. Што секој може од својата соба да си емитува било што. Проблемот е исто тоа што барем научниците во Македонија што се занимаваат со оваа проблематика се премногу тивки и повлечени и не можеш да очекуваш кога молчиш некој нешто да дојде и да ти даде без да го побараш со сила. Значи мораш да бидеш визибилен, мораш да истуркаш работава. Мораш да покажеш дека постоиш. Тоа е се точно, но научниците да речеме еве класично, да речеме дека се затворени во своите лаборатории, такви се по природа и тоа е тоа. Мене ме чуди што од другата страна нема новинар или некој кој што израснал како личност која што сака да истражува и да создава креативни содржини, како тоа да никој нема оде најве, не мора да биде на физика, на било кој институт и да прашам да направи некоја емисија. Тоа ми беше и се уште ми е една мистерија. Например, имаме толку многу емисии за модерна музика, класична музика, насекаде. Тоа е можеби поредолу нормално. Но науката зема се поголем и поголем дел од нашите животи. Ги влијае во скоро секој аспект од животот, модерниот живот, дека нема некој кој што
Онака, знаеш, му е досадно и вика, па чекај, сум правил емисии за едно, друго, трето, дај да најдам некој талентиран водител и да го пуштам да направиме некоја ваква емисија. Може да биде и провокативна во прво време. Еве, например, загадувањето е толкав проблем. Секогаш се известува за него, има апликации, се расправаат луѓе по социјални мрежи. Една емисија не се направи, тоа не се случува. Нормално е дека ќе биде одма исполитизирано, нормално дека е ризик, но мене ми е чудо. Онака се чудам. Да. Така да, наука за сите е една многу добра иницијатива, која што беше потребна веќе подолго време. А се уште гледам дека не е земена во една нормална држава која што вика дека треба науката да се развива и да е во фокусот на младите. Она очекував толку голема поддршка дека ќе дај некој, а тоа не го гледам, така да не знам. Да. И јас имав неколку обиди на неколку места, као, окей, супер и затворена врата. Ама не се даваме, мислам, ова го правиме чисто од љубов кон науката и затоа што, нели, еве и јас и ти, Гоце и сите сметаме дека тоа е единствениот начин да продолжиш, мислам, и да се развиваш и како човек прволично, учиш нови работи и размислуваш и така натаму и допринесуваш, додаваш вредност во општеството, мотивираш посебно и млади луѓе понатака да успеваат и да, продолжуваме, не се откажуваме во секој случај. случај. И проблем со ова дека се гледаше дека има портали, да речеме, за наука, но многу малку од нив имаат оригинална содржина. Да, се состојува на превод. Так. Зошто е тоа? Така има причини. Но ако се започне со авторски содржини и се влези во таа, така да наречам, конкуренција, тогаш тоа ќе тој е своеврсен мултипликатор, затоа што замисли се, ако има таква редовна емисија и поканите, на пример, или поканат тие кои што ќе ја прават, членови од Скопското астрономско друштво, и тие кажат, луѓе, ни треба обсерваторија. Во наредната емисија дојде човек од Министерство или од ПМФ и каже, абе и нас ни треба, или знаеме дека ви треба, ама заради ова или она не можеме да ја имаме, тогаш настанува една дебата и еден конфликт, ама пријатен конфликт. И почнуваат луѓево да се јавуваат, да прашуваат, и ако има постојана емисија која што ќе служи како трибина за научниве проблеми, понекош може и да забега, зошто да не, и во малце политички води, сите сме делови од еден систем, може и да се врати назад, да биде една размена на мислења за луѓето од овие води кои што ќе имат да се искажат тоа што мислат. Затоа што во сегашниот свет е многу лесно за едно дете да оди на интернет, ќе најде 1000 клипови од YouTube, стати, било што, сите знаат англиски јазик, малте не. Да. Но мора да постои место така. Пожирај за да. Македонија, да. се враќаш во сопствената реалност и таа реалност треба да се промени. Ама и проблемот на многуте информации на интернет е што повеќето од нив се или непроверени, или неточни, или така натаму. Значи мора да имаш некој извор кој што ќе биде проверен, кој што ќе биде релевантен, кој што ќе биде напишан од одредени експерти во своите полиња. Значи нема, прилично сигурен ќе бидеш дека нема да пишуваат глупости. И токму и тоа и беше идејата на наука за сите, значи да понуди оригинална содржина од луѓе кои што си го знаат своето поле. И медиум на кој што луѓето, например, оние што ги интересира наука, би можеле да му веруваат, отколку да читаат, нели, разноразни преводи од интернет. Или тоа, или да се поттикне критичко размислување, да одам и да соберам 10 вести за истата тема, да ги споредам и да видам каде лежи вистина. Но секако можеме, и јас во рамки на моите можности сум секогаш отворен. Јас дури и ги поттикнував луѓето од Македонија, посочував кога имаше школи организирано од наша страна, да се пријавуваат, да собериме студенти од Македонија кои што би можеле да ги привлечеме тука и подоцна се вратат назад или не, затоа што и таа со создавањето на критична маса е еден проблем. Македонија е мала земја и мора нешто да се направи за да се работи со луѓето кои што сакаат. Слободно, кога ќе имаш некоја информација за било што, слободно испрати ми, ја ќе објавам на наука за сите.
И слободно кога сакаш, нели, отворен ти е подиумот доколку мислиш дека има некој интересно прашање кое што треба се одговори у статија или нешто, слободно пиши на НЗС ти е секогаш отворена Тоа вратата. го направивме за летнава школа во Амстердам. Да, така, да. Да. Значи, се трудам нешто да направам. Голем проблем е што од другата страна, од Македонија, има недостаток на луѓе, да речем, или на некој кој што би се зафатил да биде национален координатор за одреден настан. Кај нас дури и нема и официјално, нели, тело за peer review, како што има во многу земји, кои што би доделувале, нели, би ревидирале одредени научни проекти од различни области и би давале оценка дали, например, тој проект е вреден за грант и така натаму. Значи, ние воопшто не ни поседуваме таква агенција како држава. Например, јас во Јапонија кога студирав, си има повеќе агенции од тој тип, со кои што аплицираш со проект, си има комисии кои што оценуваат дали е добар или не, и тие агенции ти доделуваат истражувачки грантови, например, што кај нас го нема. Да. Исто и во Холандија и во сите земји. Не, има многу нешто да се работи, затоа што и да седи вака човек да се мисли од каде да почне, понекогаш може да се осети како безпомошен. Да, затоа што во Македонија има многу да се работи, но пробуваме со мали работи да направиме нешто. Астрономијата во тој аспект е многу среќна, затоа што е многу сусцептибилна за луѓето. Сите ја сакаат од најмале и нодзе, имаш фантастичен медиум со кој што можеш да работиш со луѓето. И дури и таа не успева да се наметне во Македонија, што е многу жално. Например, после толку години делување првенствено на одличните луѓе во Скопското астрономско друштво, се уште да нема градска обсерваторија на Скопје е незамисливо за мен, пошто поминаа повеќе од 10 години. И очигледно е дека тука има огромно поле за работа, но и не е лесно. Но има и огромен потенцијал, за жал го пропуштаме. Да, го пропуштаме. Да. И тоа е тоа. Па ова нека остане како порака, нели, на крајот од епизодава на подкастов. Стварно фала ти што учествуваше и за одвоеното време. Мене многу ми се допадна разговоров, не знам тебе Гоце. Јас уживав во разговорот, фала ви што сум дел од подкастот, научив плюс и се надевам ќе се видиме во Македонија да испиеме по едно ладно пиво. Да, кога ќе доаѓаш, обавезно јави се. Годинава ми е летово завземено од студенти. На кај септември може. Може, слободно, јави се, имаш контакти и се идеме на пиво. Те частам и ова не е прва и последна епизода, ќе правиме уште повеќе. Да, согласувам. Фала. Фала ти, Шулевски, и биди ми поздравен, уживај. Чао. Ајде, чао. Чао.